Добро вечер и добредојдовте во најновото издание на подкастот Делчево 365. И оваа вечер ве поздравуваме од хотел Либеро, а вечер ве зборуваме на тема антибиотици. Нивна прекумерна консумација, корист или штета од нив. Наш вечерашен гостин е доктор Сонја Мавродиева Ѓоргиевска, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Мултимедика во Делчево. Докторки, добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер. На почетокот ајде да повториме уште еднаш што всушност се антибиотиците и зошто служат. Антибиотиците се лекови кои се најголемо откритие во медицината и навистина спасиле милиони животи. И после Втората светска војна навистина се користат сите антибиотици кои постојат до ден денес. Меѓутоа, проблемот за нивната неправилна употреба е веќе е проблем и тоа не само на поединецот во мојата ординација, него и на целото општество. Инаку станува збор за лекови кои делуваат само на бактериска инфекција и тоа со два механизми на дејство. Едните го убиваат, значи самата бактериска инфекција, а другите го спречуваат нивното размножување. Многу е важно да се запомти еве од оваа вечер како апел дека не делуваат на вирусна инфекција. Тоа значи дека не делуваат ни на настинки, не делуваат ни на грип, не делуваат ни на ковид, ниту на било која друга вирусна инфекција. Напротив, ако се користат кога имате вирусна инфекција, прават повеќе штета отколку што прават корис. И затоа еве да имаме сите на ум дека антибиотиците се користат само тогаш кога имаме докажана бактериска инфекција. А тоа е најголемата грешка што ја прават. Тоа е најголемата грешка, затоа во мојата ординација, како што спомнавте, работам во ПЗУ Мултимедика од Делчево, 22 години работам и навистина од 12.000 прегледи најмалку годишно, 1/3 сигурно се пациенти со горни и долни респираторни инфекции. Меѓутоа многу внимателно внимавам кога е вирусна, кога е бактериска инфекција и многу посветувам време на моите пациенти, на старите и на новите, на тие што допрва доаѓаат, која е разликата од бактериска, која е разликата од вирусна инфекција и што е она на што треба да се обрати внимание. Бидејќи верувајте, без преглед не може да дадете антибиотик, без следење на симптомите не може да дадете антибиотик. Без доказ за бактериска инфекција, сигурна бактериска инфекција и тоа со лабораториски анализи, со микробиолошки анализи, како што се брисеви од грло, од нос, уринокултури или докажана Хеликобактер пилори на желудник, не може да дадете антибиотик. И затоа во мојата ординација никогаш не бил прва опција на избор, него секогаш бил насочена на терапија. Затоа треба сите кога не знаат за каква инфекција станува збор да дојдат во ординација, да дојдат на преглед, тогаш заеднички ќе најдеме решение, сигурно за секој проблем. Кога антибиотиците се навистина неопходни, а кога не? Значи, тие се неопходни како што споменав на бактериски инфекции. Дали има бактериски инфекции? Нормално дека има. Антибиотикот е тема која ги опфаќа од бебиња до највозрасна група. Стрептококната ангина, например, како најчеста еве од детската популација, мора да се лекува со антибиотик и тоа со антибиотик во трајање од 10 дена и тука нема отстапки. Да речеме Хеликобактер пилори докажан исто така мора да се лекува со антибиотик и тоа не со еден, него со два антибиотици, тоа исто така од 7 до 14 дена. Да речеме бактериска пневмонија, бактериски синузит или воспаление на синуси, бактериски отит или воспаление на уши кај бебиња, исто така треба да се лекува со антибиотик. Веќе за уринарни инфекции од деца, од бремени жени и возрастна популација со симптоматологија апсолутно дека треба да се користи антибиотик. Меѓутоа сите тие користење и сите тие се со доказ. Тоа значи дека чекате бриз, чекате резултат од микробиологија и она што е апсолутно многу важно и што е проблем уствари кај нашата популација, посебно во Македонија или во нашиот град Делчево, е што симптомите се преклопуваат. Навистина вие имате и за бактериска и за вирусна инфекција слична патологија. Имено имате и температура, и мускулна слабост, една истоштеност, имате и кашлица кај делот на бактериската патологија, меѓутоа сите тие или слични симптоми без разлика дали почнуваат или како почнуваат, едните нагло, другите не. Значи има симптоми кои што се преклопуваат и тука лабораторијата навистина игра голема улога и она што нашите граѓани навистина еве го користат и го знаат е маркерите за воспаление или ЦРП, освен седиментација и крвната размазка. Меѓутоа не знам колку знаат за вредностите кои ги добиваме за С реактивен протеин како резултат. Ако С реактивниот протеин например е под 10, тоа е знак за вирусна инфекција, тука нема што да се бара и да се дава антибиотик.
Меѓутоа, ако е од 10 до 30 па и повеќе, исто така е вирусна инфекција и можност за следење да не случајно има и лесна бактеријска инфекција, а над 50 и над 100 е веќе сериозна бактеријска инфекција која треба да се третира точно така како што треба да се третира. Тоа е што еве нашите гледачи не знам како може да го толкуваат, меѓутоа ЦРП е само бројка, ние не лекуваме бројки, во мојата ординација не се лекува бројка. Значи прво и основно мора преглед, знаат моите пациенти дека по телефон никогаш не сум дала антибиотик, тоа не е можно. Мора клинички преглед, мора симптоми и мора корелација со лабораторија и со микробиолошка доказ, бидејќи антибиотици во нашата ординација даваме само по доказ и за сигурна бактеријска инфекција. Зошто луѓето најчесто грешат кога станува збор за употреба на антибиотици? Па тие грешат бидејќи имаат претходно лошо искуство, да речеме минато лошо искуство кога спуштиле наот на бел дроб, немаат многу време да дојдат во ординација, достапноста на антибиотици им е многу голема. Има луѓе што мислат дека ако земат антибиотик болеста ќе им трае пократко или полесно ќе поминат, па не треба да користат боледување. Меѓутоа, навистина тоа не е точно. Навистина така само уште повеќе може да се влошат здравствената состојба. Многу луѓе не знаат дека цревата се дел од имунитетот на човекот, а со антибиотиците кога ќе ги зема таа вирусна инфекција ги убиваат и добрите и лошите бактерии. Имуниот систем уште толку им паѓа и они имаат уште полоша клиничка слика, уште повеќе несакани ефекти, плюс тоа може да се направи и алергиска реакција, секако и горливиот проблем во светот и Македонија не е исклучок, резистентноста на антибиотиците. Колку е распространета употребата на антибиотици кај нас? Па во нашиот регион и воопшто во Македонија почесто се користат антибиотици, ако се земе во споредба со Западна Европа, можеби поради лесната достапност и да се земе антибиотик без рецепт, можеби поради можноста да се направи притисок врз здравствените работници, врз фармацевтите за да се издаде антибиотик. Меѓутоа, тоа навистина во секојдневната пракса значи само потешка инфекција и тоа навистина значи уште побавно лекување и тоа значи компликации, бидејќи никој организам не е ист, не може ист пациент да реагира исто на дадена терапија, тие имаат и различни други коморбидитетни состојби и затоа во мојата ординација навистина пациентите ги гледам како целост. Тие имаат висок крвен притисок, имаат диабетес, други пациенти се обезни, други се слаби, трети имаат хормонални пореметувања и проблем со штитна жлезда. Така да навистина не може еден антибиотик да се даде со само лекување и тоа што им останало од претходниот пат дома да го искористат и за оваа инфекција, бидејќи секоја следна инфекција навистина е различна. Да повториме еве уште еднаш како заклучок, не треба да се земаат антибиотици без консултација со лекар. Така е. Така и одговорно стојам за тоа, затоа и никогаш не давам антибиотик, секојдневно добивам пораки кога не сум на работа или за време на викенд кога не сум на работа, што да се напијам, имам дома ова или она, не може без преглед да дадеш антибиотик, не можеш без лабораториска корелација да дадеш антибиотик, иако за да дадеш лабораторија многу е внимателно и многу обрнуваме внимание кога ќе земеме крвна слика, кога ќе земеме ЦРП, бидејќи навистина можеме да добиеме лажно негативни резултати или лажни резултати ако се земе пред време. Затоа многу долго време јас во мојата ординација објаснувам и многу време и многу ми е важно да имам доверба и заеднички да одлучам за терапијата на секој еден мој пациент, бидејќи навистина треба заеднички да одлучиме за да може да ми ги почитуваат патеките на лекување. Сето ова изискува многу контроли и сето ова изискува многу работа, далеку од тоа дека е многу лесно, не е лесно, меѓутоа со секојдневна работа и со 22 години стаж навистина можам да кажам дека многу едноставно комуницирам со моите пациенти и патеките на лекување ги спроведуваме така како што треба, барем во најголемиот дел на случаите. Дали еве и вие па и другите лекари кај нас се соочуваат со пациенти кои што инсистираат да им се препише антибиотик? Има притисок и има голем притисок. Порано имаше повеќе како млад доктор, имаше повеќе притисок да се препише антибиотик. Меѓутоа она што можам сега да ви го кажам е дека горда сум што има родители кои не даваат баш така лесно антибиотик и кога им е препишан од друг колега, уште еднаш прашуваат и уште еднаш бараат
значи лабораториска потврда на истите, веќе има родители кои не реагираат како порано, па мора да дадеш антибиотик, иако морам да кажам дека тие тоа го прават од страф. Страф од претходно искуство на тоа дете или страф од претходно искуство на друго дете или на комшиско дете и притисокот од семејството, мора да одиш, мора да ти дадат се поретко, и јас апсолутно многу се радувам бидејќи гледам дека младите родители повеќе се информирани во однос на оваа тема. Така. Колку е опасно прекинувањето на терапијата пред време? Многу е опасно. Зошто? Тоа директно води до антибиотска резистенција. Ако вие го прекинете антибиотикот кој што ви го дал доктор по даден преглед, најслабите бактерии веднаш ќе умрат. Меѓутоа остануваат отпорни бактерии кои наоѓаат механизам да го заобиколат антибиотикот. И што се случува? Се враќа инфекција која е многу посилна со поагресивна бактерија, на која антибиотикот што во моментот го прима пациентот воопшто не реагира. Значи, имате тешка клиничка слика, немате реакција на антибиотик, па треба да се даде друг антибиотик, со тоа имуниот систем уште повеќе паѓа и тоа е едно подолго трајно боледување кое многу често знае да се искомплицира, посебно ако пациентот е мало дете или ако пациентот е возрастен пациент со други коморбидни состојби. Тоа значи дека мора многу внимателно и многу се губи време да се објасни. Исто ми е толку важно како кога им препишувам терапија, соодветна терапија, објаснувам колку време треба да го земе, на колку часа треба да го земе, кога треба да го земе. Бидејќи пијат и друга терапија, морате многу да посветите внимание. Во нашата ординација тоа е навика која со години трае и навистина пациентите што ги почитуваат нашите патеки на лекување многу побрзо се лечат и многу помалку компликации имаме, а доколку има компликации секако хоспитализации многу повеќе подолготрајни боледувања што е проблем на општеството во целост. Така. Зошто антибиотската резистенција е сериозна закана за јавното здравје? Бидејќи, како што споменав, бактериите ако не реагираат на антибиотиците што во моментот ние ги имаме, инфекцијата не се лекува. Имате инфекции што порано биле банални и лесно се лекувале, сега имате исти бактерии кои воопшто не реагираат на ништо и тоа е навистина глобален проблем, не е само во Македонија. Оно што можам да ви го кажам од мојата ординација е уринокултурите кога доаѓаат. Никогаш не се дава напаве терапија кога има пациентот. Не секое печење при мокрини или често уринирање значи дека е бактериска инфекција, затоа и се прави уринокултура. Кога доаѓаат резултатите од уринокултура и кога ќе им го дадам на пациентот, они многу лесно може да видат што е сензитивно, а што е резистентно. Верувајте, има многу пациенти со многу резистентни соеви на бактерии кои воопшто не делуваат на таа палета на антибиотици што се испитуваат за стандардна уринокултура во Македонија. И тоа не е нешто што треба да се занемари, тоа е само знак прашалник секој да се запраша како јас можам да помогнам за оваа резистенција. Бидејќи навистина луѓето не размислуваат кога примаат терапија и кога лекот делува, но кога престанува да делува или кога немате што да му дадете, тука веќе е проблем. Тука они треба да примаат болничка терапија, па треба да одат во болница, па дали ќе ги примаат во болница, па како ќе изреагира на новиот лек на дадена бактериска инфекција, па како ќе се искомплицира, тоа навистина не може однапред да се знае и сето тоа е патека која и не е така лесна за тој што секако е болен. Така. Какви последици може да има честото користење на антибиотици врз организмот? Антибиотиците, како што кажав, ги уништуваат и добрите и лошите бактерии во цревата, а кога ги уништува и лошите и добрите бактерии во цревата, значи се јавуваат проливи, се јавуваат габични инфекции. Луѓето навистина не знаат дека имуниот систем почнува од цревата, тоа значи дека имунитетот им паѓа и дека имаат сепак сега нова инфекција. И ако поминала претходна вирусна инфекција, може да се накалеми друга вирусна инфекција, па на таа вирусна инфекција, бидејќи имунитетот воопшто не реагира, па да се накалеми секундарна бактериска инфекција. И тоа е нешто што навистина е комплицирано и имате вие деца што одат во градинка или возрастни пациенти кои нон-стоп се болни. Значи тука мора да се едуцираат луѓето. Работата на имунитетот не доаѓа преку ноќ. Навистина не може со едно јаболко да го покренеш твојот имунитет. Тоа е едукација која значи каква храна да се зема, колку треба да спијат, каква физичка активност треба да имаат, секој треба да се грижи за своето здравје. Не може суплементите што ќе ги земеме од било каде да направат имуниот систем да ни биде на високо ниво за да може организмот сам да се одбрани па и за банална некоја инфекција.
Дали е голем број на родители кои што бараат антибиотик за своите деца или повеќето сепак оставаат да одлучите вие како лекар? Има родители што од страф реагираат така како што реагираат, меѓутоа кога ќе им објасните, кога ќе искомуницирате како јас во мојата ординација, кога ќе им кажете дека е нормално за дете до 3 години да има од 8 до 12 инфекции годишно, а тие што одат во градинка и повеќе, да речеме децата до 6 години може да имаат од 4 до 6 годишно, ама немалите најчесто се болни, бидејќи тие имаат осетлив имунитет, односно нивниот имунитет тогаш се гради и нивната цревна флора е многу поосетлива. Јас работам со деца, во мојата ординација има матични пациенти, бебиња и дечиња до 6 години и над 6 годишна возраст, значи исклучително ми е убаво да работам со деца. Меѓутоа родителите од страф и од паника знаат ради претходно искуство или лошо искуство на близок да изреагираат, меѓутоа со разговорите што ги правам, со анализите што им ги правам на децата, кај децата морате да земете бриз. Морате и од нос, и од грло, и од уво, и од око, бидејќи смирен родител значи и смирено дете. И не може децата да ги лекувате без потврда за бактериска инфекција. Единствено стрептококната ангина или гројна ангина позната кај нашиот народ мора да почнете веднаш со антибиотик и тоа 10 дена антибиотик пеницилин или кај алергични деца соодветна замена, меѓутоа и пак земате бриз и контролен бриз и многу често ги закажуваме кај нас во ординација за контрола, морате да се посветите буквално на секое едно дете. Затоа во мојата ординација можам да кажам дека холистички пристап имам, секој поединец е посебен и тие доаѓаат за грло, меѓутоа не можете да видите само грло. Морате и да направите аскултаторен аут, морате да проследите и патека за понатамошно лекување во смисла на лабораторија, кога е потребно на микробиолошки доиследувања и навистина убава и одговорна, многу одговорна работата со деца. Кои се најчестите грешки при давање на антибиотици? Па најчестите грешки при давање на антибиотици е дозирањето и времетраењето на лекување. Кажавме зошто заради тоа што остануваат бактерии кои подоцна се променуваат, па стануваат агресивни, но грешките си останал антибиотик од претходниот пат кога некој бил болен, а исподелувањето на антибиотици што има дома, да речеме ако сум дала на сопругата, па ќе земе и сопругот бидејќи тој се разболел, тоа се грешки кои апсолутно стварно се грешки и јас не можам да ги прифатам како такви. Антибиотикот е индивидуална терапија и само како таква можем да ја гледам и тоа е опција и стварно насока за конкретна терапија и за конкретен болен. Не може да се споделуваат антибиотици и не треба да се споделуваат антибиотици, затоа и сме достапни од 7 наутро до 8 навечер, секогаш има кој да ги прегледа пациентите, секогаш има каде да се јават, секогаш има каде да се информираат и навистина тоа воопшто не е потребно, а колегите секако и од хитната медицинска помош се 24 часа таму има доктор кој може секогаш да даде почетно решение кое секогаш нема да биде антибиотик и не треба да биде антибиотик ако нема јасни докази за користење на антибиотик. Антибиотикот треба да се одложи, бидејќи ако не дадеш антибиотик денес му даваш опција да има утре. Подобро да не дадеш денеска, некој да има опција утре. Колка е одговорноста на здравствените работници во рационалната употреба на антибиотици? Секако многу одговорна, бидејќи ние сме тие што ги пишуваме антибиотиците. Да одолееш на притисокот на семејството, да одолееш на притисокот на родителите, да одолееш на притисокот на колективите, многу одговорна работа. Меѓутоа не работам под притисок. Професионалните одлуки многу често и не се секогаш прифатени најдобро, меѓутоа ако медицината базирана на докази е доказ, тогаш лекувањето е доказ, а стравот и притисокот сигурно не се доказ, така да навистина одговорноста на здравствените работници и проблематиката со резистентноста на антибиотиците е голем товар на грбот на здравствените работници и затоа мора да бидеме единствени, мора да имаме ставови, мора да ја почитуваме патеката на лекување на секој еден пациент и ако знаете дека дечињата од 70-80% од сите нивни инфекции се вируси, тогаш треба секој еден да се запраша дали треба веднаш да се даде антибиотик. Колку е важна едукацијата или информирањето на јавноста за оваа тема според вас?
Па многу е важна. Еве вие како медиум, затоа и прифаќам секогаш да разговараме за такви битни теми, теми што ги засегаат сите, бидејќи така може да се добијат корисни информации. Социјалните мрежи се исклучително важни, бидејќи најчесто големите неточни невистини уствари многу побрзо се шират од вистините. Тука исто се заслужни здравствените работници, бидејќи можеби и покасно реагираат. Затоа како доктор почнав и имам доста постови за многу теми на барање на пациентите. Треба секогаш да го гледаат изворот кога читаат било што. Бидејќи изворот, дали е доктор, дали е фармацевт, дали е било кој од здравствената фела или не е, треба секој да селектира што чита, како чита и колку ќе го свати како сериозно. Навистина е многу важно од каде добивате информација, бидејќи здравствената едукација кај нас не е на многу високо ниво, иако како што кажав, младите родители за среќа многу повеќе читаат и многу повеќе знаат. А пациент што знае, значи е пациент кој има подобро здравје. Пациент што знае прави подобри одлуки и пациент што знае прави подобри избори секогаш, нели? Неинформираноста не апсолутно не можам да ја прифатам и затоа ако не знаеш не е проблем никој. Има кој да прашаш, има кој да те насочи, има кој каде да те упати за да можеш да го решиш тоа што треба да го решиш. Со оглед на тоа што на социјалните мрежи секој може да биде се. Така е. Убаво е да се знае изворот на информација. Така, изворот на информација е апсолутно многу важен. Што може да направи секој од нас за да се спречи прекомерната употреба на антибиотици? Па секој од нас, значи, треба да се запраша дали треба да земе антибиотик ако не бил на преглед. Треба да се запраша ако антибиотикот што му останал од претходниот пат дали му иста инфекцијата, бидејќи може да се слични симптомите, а воопшто да не е иста инфекција, бидејќи тогаш кога има лошо искуство од претходниот пат, тоа ми е како најчеста проблематика за која уствари бараат луѓето нашите пациенти антибиотици е што имуниот систем тогаш може би бил на пониско ниво. Ако сега имате подобар имун систем, дури и за иста или слична инфекција, вие можете да одговорите така како што треба да одговорите и ќе добиете терапија која не е антибиотик ако немате потврда за бактериска инфекција. Значи ако CRP е под 10, ако имате и температура, вие морате да разберете дека температурата е одбрана на организмот. Не треба веднаш да се срушува температурата и кај деца и кај возрастни. Уствари така имуниот систем реагира за да се одбрани и да створи имунитет за дадена инфекција. Не може веднаш да земете антибиотик. Нашите пациенти или дел од нашите пациенти, веќе не можам генерално да кажам, бараат уште при првите симптоми антибиотик или бараа порано па почесто беше или па јас бев помлад доктор па можеби повеќе може да ми делуваат сега, ако му објасниш убаво на пациентот и ако он знае уствари што може да очекува и како да очекува, меѓутоа не можете да го оставите без терапија, секако симптоматска терапија, па електролитна, па колку треба течности да прима, па какви течности да прима, па како да ги дозира лековите за намалување на температура и кога треба да ги земе, бидејќи секој лек во точно дозирање е лек, секој лек во неточно дозирање е отров и навистина имаме многу несакани ефекти од неправилно дозирање. И ако порано антибиотиците беа препишувани со супена лажичка или кафена лажичка, сега такво препишување не постои. Навистина, секој лек, секој еден антибиотик се пресметува по килограм телесна тежина кај деца и по точно одредено дозирање кај возрастни пациенти. Така да, ако ги следите насоките и патеките, во мојата ординација никогаш сите мајки знаат, сите родители знаат и татковци, кога ќе дојдат и ќе ме прашаат, има температура толку, колку требаше да му дадам, а колку морам да му дадам, а на колку часа морам да му дадам. Тоа е тоа што уствари е соработка доктор-пациент, тоа е тоа што гради доверба, тоа е тоа што прави лекување и правилни патеки на лекување и помалку компликации. И дали одзема време? Одзема многу време, меѓутоа многу е важно да му објасните на секој еден и на возрастен пациент што прима уште 10 други лекови, дали треба да прима антибиотик, ако не треба, зошто не треба да прима антибиотик, меѓутоа ако не прима антибиотик, која друга симптоматска терапија или која друга витаминска, минерална терапија треба да ја земе за да се чувствува добро, бидејќи онако не е добар, вие не сте постигнале ништо, апсолутно ништо. Која е најважната порака што сакате гледачите да ја запаметат кога станува збор за употребата на антибиотици? Да се помислат, кога ќе го земат во рака, да се помислат. Дали имаат бактериска инфекција, дали биле на преглед, дали навистина треба да го земат, кога само се лекуваат и дали навистина тој антибиотик што им треба ако го имаат дома од претходно.
Секогаш да помислат и верувам дека ако го слушнале сето ова што го кажавме до сега ќе се помислат. Ичта не е да го одложат антибиотикот или во најмала рака најдобро и безбедно решение да дојдат во нашата ординација, секогаш ќе најдат на преглед и на правилни патеки на лекување. Дали мислите дека како општество доволно сериозно го сваќаме проблемот со прекомерната употреба на антибиотици? Мислам дека не го сваќаме сериозно. Интересно е што луѓето мислат дека тоа е проблем само на фармацевтите и на здравствените работници, меѓутоа реалност навистина не е проблем само на нас, него тоа е глобален проблем на кој навистина мора да обрнеме внимание, бидејќи антибиотската резистенција и недолувањето на антибиотици и на бактерии навистина не боли, не се гледа од небо и е добро дури антибиотиците делуваат. Меѓутоа кога некој ќе се соочи со бактерии кои апсолутно се резистентни на сите познати и достапни антибиотици, тука проблематиката е веќе друга, тука лекувањето е веќе сосема друго и да не испадне дека антибиотиците како најголемо откритие на медицината и што спаселе милиони животи, да испадне дека не може да спасат уште милиони животи ако се продолжи со истиот начин на лекување и со истиот пристап на достапност, лесна достапност на антибиотици кога не се потребни. Воопшто ова не е против антибиотиците, јас јасно ви кажав дека секоја бактеријска инфекција мора да се лекува со антибиотики, тоа во точно одредено време, некогаш и по 2 антибиотици се даваат, зависно од патологијата која ја има, меѓутоа кога не станува збор за сигурна бактеријска инфекција, за недокажана бактеријска инфекција и се користат за вирусна инфекција, на вистина е проблем кој може многу да го кошта општеството во иднина, не само Македонија, а долготрајните боледувања, скапата терапија, долготрајните хоспитализации секако ја коштаат државата многу повеќе отколку да се едуцираат сите и да знаат кога и зошто нешто земаат или нешто не земаат, сепак објаснување мора, едукација мора, вакви медиумски кампањи мора, на социјалните мрежи уште по-агресивно треба компетентни здравствени работници да настапат, така да апсолутно ве поддржувам јас да се научат повеќе информации за многу теми. Со какви последици можеме да се соочиме во иднина доколку не престанеме да користиме антибиотици? Резистентноста е голем проблем, таа не боли, но знае да прави проблем, да прави комплицирани лекувања, да прави големи компликации и да води до инвалидност, да се изгубат многу животи, како што споменав веќе од претходните прашања, така да тоа не е нешто што треба да се занемари и затоа и мојата порака, како што кажав, е кога некој ќе земе антибиотик во рака, уште еднаш да се запраша дали треба да го испие, а не па и да го даде на детето ако претходно не се консултирало со лекар. Затоа во мојата ординација навистина многу време обрнувам внимание за едукација. Во мојата ординација секој преглед е едукација за различна патологија. Вие морате да одвоите време за да ги научите пациентите кога нешто прават, зошто прават, дали е добро да го прават, а кога нешто не прават, зошто не прават и дали е добро што не го прават. Кога ќе им објасните и кога ќе ги сватат уствари зошто е тоа така, многу лесно и едноставно може да сето тоа оди побрзо лекување, подобри пациенти, поздрави пациенти. Сепак долгорочното здравје е мото кое е подобро од брзото решение во моментот и тоа е мото кое ме води, затоа е и како што кажав, стравот не е дијагноза, дијагноза е преглед и лабораториска потврда за сигурна бактеријска инфекција, тогаш верувајте дека ќе добиете точно таков антибиотик како што треба и долго време колку што треба, така да антибиотиците помагаат само на бактерии и тоа е пораката која оваа вечер можем да ја испратиме. И сега за крај на овој наш разговор, што да ве прашам дали во Мултимедика вршите упис на нови пациенти и до која возраст? Да, во мојата ординација ПЗУ Мултимедика, каде што работиме јас и мојата медицинска сестра Јована Спасева, вршиме опис на нови пациенти од бебиња до 6 годишна возраст до пополнување на бројот, од 6 годишна возраст адолесценти исто има до пополнување на бројот и возрастни пациенти исто така има. Ги примаме сите пациенти кои што почитуваат медицина базирана на докази, професионален однос имаме со мојата медицинска сестра, адекватни услови за работа и навистина холистички пристап со кој нудиме една професионалност и една пријатна атмосфера на пациентите што се веќе наши и новите пациенти веќе знаат.
Доктор, ја ви благодарам за овој разговор, да се надеваме дека сите заедно, еви и медиуми, и социјални мрежи, и доктори, и сите заедно ќе се бориме против прекомерната употреба на антибиотици за наше добро. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас, честа беше моја. Се надевам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте убава вечер.